Здраво, деца! Денес ќе раскажеме приказната за Джеси Овенс, неверојатното момче кој освои 4 златни медали на Олимписките игри во Берлин. Важните битки не се оние за златните медали. Она што ќе ви го раскажам е доказ за тоа. Потекнувам од многу сиромашно семејство. Моите баби и дедовци биле робови на полињата со памук, а татко ми беше обичен работник на фарма. Му помагав откако ќе изодев повеќе од 20 километри за да се вратам од училиште и морав да наберам 45 килограми памук на ден ако сакав да јадам. На почетокот на 20-тите години од 20-тиот век животот во Алабама беше толку тежок што се преселивме во Кливленд, Охајо. И таму одев на училиште и работев, како чирак кај чевлар, во расадник, во продавница и многу други работи. Но имав само еден сон – трчањето. Трчањето ми даваше слобода да одам во кој било правец и да го следам ветрот, да откривам нови места. И најважно, кога трчав, заборавав дека моето место беше на најзадните седишта на автобусот, затоа што црнците секогаш мораа да седат назад во последните редови. Еден ден на училиште ми прииде наставникот по физичко образование. Ти си Джеси, а? Така. Што велиш за тоа да ни се придружиш на нашиот тркачки тим? Таа средба, како што предпоставувате, ми го смени животот. Почнаа да ме забележуваат на училишните турнири, добив стипендија за универзитетот и таму почнав да тренирам со еден од најдобрите тренери во Соединетите Американски држави, Лери Снајдер. На 22 години на првенството во Ен Харбор во Мичиген за 45 минути победив во 4 од 4 надпреварувања. Поставив 5 светски рекорди и изедначив 6. Снајдер не можеше да престане да аплаудира и извикуваше: "Джеси, Джеси, неверојатен си!" И публиката беше воодушевена. Тоа навистина беа највеличествените 45 минути во историјата на спортот, кои ме одведоа право на 11-тите Олимписки игри. Сепак, 4 август 1936 година е врежан во моето сеќавање како еден од најзначајните датуми во историјата на човештвото. Но не поради моите светски рекорди. Тој ден, на Олимпискиот стадион во Берлин имаше повеќе од 1000 луѓе. На сивото небо на нашите глави леташе цепелинот Хинденбург, како некоја джиновска алуминиумска ајкула долга 245 метри. Утрото имавме квалификации за скок во далечина за официјалниот надпревар закажан за попладнето. Бев нервозен, веројатно поради тоа што исто така очекував да трчам на трката на 200 метри, која беше набрзо потоа. Хитлер лично ги гледаше надпреварите, а негов фаворит беше Карл Лудвиг Лонг, висок рус спортист, типичен пример за чистата ариевска раса и носител на европската титула во таа дисциплина. Ден претходно освоив златен медал на 100 метри, спринт, истрчувајќи ја патеката за рекордни 10,3 секунди. Станав најбрзиот човек на светот, а публиката беше мощно возбудена, додека Хитлер воопшто не беше задоволен. Како да можев да му ги прочитам мислите? Како може ова инфериорно суштество да ги победува со толкова леснотија
белите атлетичари. Пред церемонијата за доделување на медалите, тој испратил некој да му каже на Лус веќе да не се осмелува да прегрне црнчиште. Па си замина на брзина, откако се ракуваше со сите атлетичари на подиумот, освен со мене. Со моите 4 златни медали и 3 светски рекорди, бев неспорен шампион на тие олимписки игри и конечно се почувствував како број 1. Моето враќање дома беше триумфално, иако правата на афроамериканците уште долго ќе останат најтешкиот медал за освојување. Меѓутоа, Лус му одржа на светот извонредна лекција за спортскиот дух, несебичноста и антирасизмот. И така, за мене, тој беше вистинскиот херој на тие олимписки игри. Сакаш да бидеш како Джеси Овенс? Тогаш барај го доброто околу себе и негувај го постојано.